За обичаите на Василица, за джаламарите, повеќе пати сме работеле емисии. И ова што сега ја работиме ќе бидеме со некоја порака. Да ги потсети младите генерации или пак оние кои ја прославуваат Василица, како се прославува на прагот на 2019 година овој празник кој во Теквишијата барем е широко распространет. Екипа на РТК, регионалната ТВ куќа, беше меѓу джаламарите од Ресава и Бегниште, а слушнавме дека убаво било и да се биде меѓу джаламарите во Дреново, во Сопот, во Марена и други села каде и годинава се прославуваше Василица. И убаво си поминавме, бевме сведоци на уште едно практикување на неколку вековната традиција во селата Ресава и Бегниште, каде истата се почитува со сите адети. Не само овде, како што рековме, джаламарите последниве години се присутни и во Сопот, во Дреново, во Марена, а исто така долги години во Горна Бошева, но и во други села. Во Мрежичко, например, джаламарите се преправаат или изведуваат пагански обичаи на водици. Во Росоманска општина исто така чувме дека годинава било интересно. Главна атракција е големиот оган кој се пали спроти Василица или спроти денот 14 на 13 навечер и во тоа време и се случува маскирањето или джаламарите кои се подготвуваат за нивното одење по селата, односно по куќите од селата. Се смета дека маскираните групи се организираат со цел да ги избркаат лошите духови што шетале по 12-те некрстени денови од Божич, 7 јануари, па се до богојавление на 19 јануари. Еве што за ова вели Томе Крстевски од Музеј галеријата од Кавадарци. Паганизмот нема никакви допирни точки со пред се Македонската православна црква, односно со христијанството. Така да ова верување, ова религија е со длабоки корени кои што датира уште многу одамна. Имат длабоки корени. Значи, во верувањето на македонскиот човек посебно важно место има периодот од Божич до Водици, односно според верувањето од раѓањето на Исус Христос до неговото крштевање. Кај нас овие денови земаат големо значење, поготово во селските средини, каде се одржуваат обичаи кои имаат длабоки корени, како што реков, познати се под името пагански обичаи, односно период исполнет со религиозен страв и разни магиски заштити. Терминот паган доаѓа од латинскиот збор паганус, што во првобитното значење значи рурален, селски или на селото, и ако го толкуваме како придавка, ако го толкуваме како именка, паганус, се означава како селски жител или селанец. Сепак тоа е религија на почитување на природата, славењето на мајката земја, на годишните времиња и воопшто на целата природа. Најчесто паганизмот се сречал, како што реков, во селата, меѓутоа и секако меѓу селското население. А доказ за тоа е обичајот на джаламарите од целата Ресава и Бегниште, но истовремено и практикување на овој обичај во селата Дреново и Сопот во овој етнички предел на Тиквеш. Инаку, самата джаламарска игра е позната низ цела Македонија, но и во зависност од тоа каде се одржава, овие обичаи имаат различни имења. Например, джаламари, джоломари, джамалари, бабари, бабурци, суровари, василичари, русали и слично. Се смета дека овие маскирни групи се организираат со цел да ги избркаат лошите духови што шетале во овие 12 некрстени денови од Божич, 7 јануари, па до 19 богојавление. Се е во контекст на раѓањето на Исус Христос и неговото крштевање кое се случило на 13 годишна возраст. Според народните верувања, тогаш низ овие простори, селски атари, шетаат разни вештерки, вампири, чуми, колера и друго, и се верува дека и самата вода е обседната со овие духови, таа е леунка, односно немочна и е некрстена. А истовремено крстот е врзан и нема сила во овие денови да помогне да ги прогони овие зли духови. Нивните ритуални игри се проследени со драмски и комични елементи, исполнети со магиски дејства, кои имале за цел да го истереат лошото, а истовремено
да донесат беречет и благосостојба за годината што настапува како во семејството, така и на земјоделските површини. Зборот Џоломар го сречаваме само во овој етнички предел Тиквеш. Од истражувањата и разговорите со мештаните за зборот Џоломар и самите мештани немаат некакво објаснување. Тие зборуваат, кажуваат, така било и така останало. Но, истовремено и етимологијата како наука не го познава зборот Џоломар. Џоломарите од овој етнички предел, заедно со цврстите закони на маскирањето, во кое нема никакви импровизации, се е во својата изворна форма со векови и ништо не смее да се менува. Паганизмот има длабоки корени, а најмногу, како што реков, останале во селските атари. Имаме податоци, односно настани кои се одржувале во тие атари за време на во одреден временски период од годината, кога луѓето со рало правеле магичен круг околу селото. Тој круг, магичен круг, бил во контекст на овој паганизмот, да го заштити самото население во тој атар, со тој магичен круг, со заорување, со ралото, а истовремено и на стоката, нели, добитокот, а и на земјоделските површини. Да бидат заштитени, нели, од злите духови кои што, нели, шетале во тој временски период. Религија нема, значи се верувало во се и сешто. Така наречено се и сешто, кога секој предмет, секој растение си имало своја душа и се верувало во него. Значи, како што реков, многу длабоки корени е паганизмот кој што обстојувал, како што реков, најмногу во овие селски атари, а оттамо и, нели, верувањето и практикувањето на овој обичај во селата, во Тиквишијата, а најмногу, како што рековте и вие, се одржало во селото Бегниште. Практикувањето на васеличарските обичаи, пред се, во Бегниште и Ресава, нели, имат длабоки корени. Истото тоа, значи, може би има и корени во селата Дреново и Сопот, каде што и тие сакаат да ја продолжат таа традиција, гледајќи може би од Бегниште и од Ресава. Сепак со понов датум се, но не можеме ние сега да судиме за нив и за нивното практикување на тој обичај. Јас бев во Сопот на 13 вечерта, во очи на празникот Василица, каде што имаше два огни, каде што импозантни огнови, каде што се спремаа за наредната ден за практикувањето на џоломарската игра за Василица. Сите етнолози кои што се во Македонија сакаат да го почитуваат духот на џоломарската игра во Бегниште и Ресава. Се, ќе кажам исто така и за Дреново и за Сопот нормално, така да имам колеги кои што одвечер идат во Бегниште и Ресава да го снимат, да го почувствуваат духот на џоломарската игра. Во неговите три фази, сепак, значи, во неговата припрема, подготовка на самата маска, самиот ритуал кој се случува и завршниот дел, каде што самите џоломари се собираат во одредена куќа и каде што тоа што го собрале во текот на празникувањето го дегустираат на еден начин. Одредуваат една куќа, секоја година се менува домаќинот на тоа гоштевање и така да, нели, џоломарската игра продолжува со текот на годините. Инаку, деноиве кога го прославувавме
Василица или првославна нова година или 1 јануари по старо, заедно со председателот на Советот на општина Кавадарци Ристо Сакалиев со советниците од градскиот совет од двете партии СДСМ и ВМРО, бевме, како што рековме на почетокот на оваа емисија, во Ресава и во Бегниште. По сите адети, тие како општинско раководство беа дочекувани од джаламарите според джаламарската традиција и за да поминат од едно место до друго, тие мора да бидат удрени со джаламарскиот стап, да ги благослови невестата и да им бакне рака. На тој начин тие даваа пари. Еве што за оваа прослава, за прославата на Василица, ни рече Аристо Сакалиев. Ме пресретна, ја им реков, дури не добијам стап, нема да давам пари. Овде парите се дават присилно, не од што сакаш. Така е адетот, значи треба малку да те удрат, па да дадиш пари. Джаламарите ги прославуваат и Сопот, и Дреново, Ресава, Бегниште и други. И Мрежишко ги прославуваме на друга ден на Водици. Тоа е некоја традиција и убаво е овака малку и нас ние да се видиме со граѓаните малку и да ја осетиме атмосферата. Празникот е за видување со луѓе повеќе и да направиме атер. Ова традиција ја поштува локалната самоуправа и порано било така и сега уште малку во по-засилено темпо. Джаламарите се како некоја група што ги финансираме да одат до Словенија, да одат до Бугарија. Тие се здружение што ние го помагаме во различни верзии, некогаш со превоз, некогаш финансиски, некогаш на некој друг начин. Имаме и иницијативи до приватнаци, некогаш и тие малку да помагаат, со цел за да ги задржиме како имидж, како традиција. Еднаш се качив на магаре, вториот пат треба на коња. Ако има коњ во селото се качувам, ако е магаре, два пати не. Овде мислам гостопримството е многу големо, а луѓето очекуваат да дојдеме, ведро расположени, сакат да не видат, малку на база на пријателство, помалку, уште помалку политички, така. Популарниот кој во Ресава долги години беше джаламар. Сега е веќе во одминати години, меѓутоа тој се сеќава и знае дека традицијата мора да се одржува. Во село Ресава джаламарите се преправаат речиси 100 години. Еве како тој гледа на годинашната прослава на Василица. Не памтиме од мојот дедо, прадедо, традицијата останала и гледате ден денеска дека уште тоа го имаме, како што спомна председателот на Совет на општина Кавадарци, Ресава, Бегниште, да, рече го Сопот и таму Дреново, уште продолжуваме уште ние. Мрежишко, да. На Мрежишко имат друга ден, на Водици таму ги прават джаламарите. Мислам дека имаме програма каде сне шоста и секогаш ќе бидеме тука присутни, ќе бидеме секогаш со народот. Му се заблагодарувам секогаш на општина Кавадарци, без разлика кој е градоначалник, кој е совет на општина Кавадарци, секогаш не испаѓаат во сусрет, без разлика дали одиме за Италија, дали одиме за Словенија, дали одиме за Бугарија, секогаш без разлика дали е нешто, дали ќе биде со превоз, дали ќе биде финансиски, секогаш не поддржание од општината Кавадарци и пошироко. И в Македонија, и Скопје имаме таму некој фонд за развој, секој фонд за етничко село, етничко се и полека си оде работа, не може да се пожалваме и не може да речеме дека не е така, што е така, е така. И конечно бевме и во Бегниште, село во кое повеќе од 300 години се практикува обичајот на джаламарите или на прославата на Василица. Обично по 20 населени од ова село, главно млади луѓе, одвечер се подготвуваат и рано наутро одат и играат со своите звонци низ селото, на тој начин бркајќи ги лошите духови и сите болести од селото со цел да имаат мирна година. А граѓаните, односно селаните од селото ги даруваат со храна, со пијалаци и со пари.
Со еден од најпознатите джеламари од ова село, Ангел Лазаров, разговаравме за практикувањето на джеламарството или прославата на Василица. Тој ни се пофали дека со нивната надалеко позната джеламарска група гостувале во Полска, во Бугарија, во Словенија и други земји и насекаде биле добро дочекани и почитувани за пренесувањето на повеќе вековната народна традиција, по која како група се прочуени во многу земји во Европа и во светот. Маđа, слушавме дека долги години сте се преправале како джеламар. Колку години? Па точно не знам, а многу години. Сега колку имате? Сега имам 59. Од 15. Денеска е 2019 година. 15-16 години. 14 јануари, еден од најубавите денови за Бегниште. Колку години оваа традиција во Бегниште? Таа традиција не се знае години и многу. Повеќе 100 години? Па може да се каже не од 100 години, повеќе од 300 години и дедовците, прадедовците што кажувале е не познато од кога се почнало. Значи овие сега млади генерации се наследници, синови и внуци на днешните. Да. Традицијата е кога што гледате джаломари, спаѓа паганските традиции вековате и редовно се учествува на вие дена. Синојче, што работеат джаламарите, синојче? Джаламарите па се преправат у чолавки со двонти клопотарци. Околу оганот? Околу оганот, на оганот, ева, кај што гледате вековате се перестијата, се топле ракија, со баник, со мезиња. Традиционално се оде и по куќи, со магаре, се собират вино, ракија, разни други работи. После Василица, утрето, жените се собират, прават јадење, се собират у една куќа. Сега моментално имаме простори во домот и таму секој кој што сака може да дојде и идат, се јаде, се пие, се ужива. Учествуват и доста наравни карневали. Првиот карневал имат учествувано во Полска, Краков, после во Словенија повеќе години, во Бугарија, во разни места, во Панаџуриште, Раковци, Перник, Варна. На многу места сме учествувале и сме добивале први награди. Одат по куќи и коледуват, собират пијалок, храна, магарите украсено. Джаломари моментално се оваа година 18 души. Парте дел од ни купуваат пијалок, храна, што треба за вечерта кога се спрема, а другиот дел го делат. Колку жители има оваа село? Жители 330 жители, тука најѓа. Постојано? Па тука најѓа се 330, 340, тука варира. Тоа, да кажам, сите сме болни за, сите живееме за оваа традиција, сите го очекуваме вие ден. Тоа е дел од традицијата, што не е многу доста стара, преку 500 години. И се надеваме дека лошото ќе испадне од луѓето од селото. Синојче се палеа малските оѓини, каде што се седеше текот на цела вечер, до савале, до 30 часови. Дури се чекаа джаломарите да се направат, се бавио негде околу 5 часот. Си продолжуваме со традицијата, нели, кај што е редот. Од сабале од 5 часот по текот на цела ден. И ова е традиционално, значи, се од да речеме стари носи, што ги чуваме од баби и дедовци, значи звонци, клопотарци, чулки, такви грбки. Да изгледаме како старци, како значи страшни, за да испадне лошото. Менувачите што стануваат ги црниме, застануваме, значи даваат дар на джаломарите. Нели велат Василица да се силе се, да биде за убаво, нели за добро, за здравје си дават исто. Ова е една стара паганска традиција. Секоја година иде традиционално народ тука
Не дали че ги натепваме или ги отнаеме. Дојдени се народот од завист да видат што се дешава овде. Да видат светот карневалите како отива го нема у светот. Учествуваме сегден. Словенија, Бугарија, Перник, Јамбол, сме били у Птуи, Полска. И тоа беше емисијата која посветивме на Василица на 1 јануари според православниот календар, на денот кога джаламарите одат по куќите во селото и ги бркаат лошите духови. Се надевам дека годинава тие навреме ги избркаа, сите лоши работи, сите болести ги изгонија од нашите села од секој сокак. И по 19 кога е празникот Водици, во селата или во градовите насекаде каде што живеат православните христијани, ќе завладее христијанството со сите адети и обичаи. Да се надеваме дека ќе биде така.